Nikako da se odlepime od dното, bedni befme vo Jugoslavija, bedni sme i sega. Ова je logičan zaključok koji se dobiva со komparacije na prosečnite plati na državite od poranашna SFRJ, makedonskite se ubedljivo najmali od site. Kaj nas prosečnata plata je 370 evra, što je za 35 evra pomalku od srpskata koja iznesuva 405. Bosna je so plata od 430 evra, Crna Gora so 512, Hrvatska so 750 i Slovencite se so plata za blizu 3 pati pogolema od makedonskata i tamo proseko te 1030 evra. Porano izgovorot ni beše deka drugite republike gi trošat našite surovini i nije ne možeme da plasirame svoj brend koji ke go prodademe skapo. Sega četvrt vek se opravame sami i pak ne biva. Spored ekonomistite, najgolemio del od vinata je vona samite, odnosno vo pogrešniot izbor na stopanskata struktura. Кај нас доминира трудоинтензивните гранки, текстилна индустрија, земјоделие, кожарска индустрија, чевларска индустрија и така натаму. Додека во другите држави ги има и овие дејности, меѓутоа доминираат капиталоинтензивните гранки, оние кои што акумулираат помалку работна сила, меѓутоа поголема да речеме опрема. Тоа се тие машинска индустрија, по ново време овие информатичка технологија и така натаму. Освен ова, голем удел во нашата слаба економија имаат неразвиените производствени сили, односно немањето на опрема, но и малиот пазар. Спасот ни е само во економско обединување на регионот. Па, кога ќе се тие држави, кога ќе изградат некоја економска политика која ќе значи окупнување или поврзување меѓу тие економии, тоа значи поголема можност да одговорат на конкуренцијата од страна. Тоа е суштината на економското поврзување. Кога тогаш мора да дојде тоа економско поврзување на државите на Балканот. Ние само да го земеме примерот на Европската унија, кажува се. До сега сите партии добиваа избори со реформски економски програми кои очигледно не ги дадоа очекуваните резултати. Епилогот е сиромашни и незадоволни граѓани и енормно голем број иселени млади.